Ова е втора премиера која реализираме годинава, но во една представа која носи силна символика за нашиот тим, затоа што создадовме сосема нова сцена во сосема нови услови, работевме со многу посветеност, креативност, со ентузијазам и со верба дека театарот секогаш ќе најде начин да живее. Нашиот тим вложи огромен труд, енергија и срце за Црнила да го добие обликот кој што го заслужува. Оваа представа финансиски е поддржана од страна на Министерството за култура и туризам и благодарение на тоа успеавме да го реализираме овој амбициозен проект, но сепак најголемата благодарност сакам да ја упатам до целокупната актерска, техничка и продукцијска екипа. Тие се луѓето кои се двигателот на оваа представа, луѓето кои работеа деноноќно на овој процес, со љубов кон уметноста и со неверојатна желба дека ќе создадат нешто што ќе остане запаметено. И благодарам што сте тука, што ја следите нашата работа, што го споделувате развојот на нашата уметничка приказна и ве поканувам на премиера на Црнила за заедно да ја споделиме оваа многу важна вечер за нашиот театар. Денес не одбележуваме само премиера. Денес отвараме на врата многу поголема, кон една многу поголема приказна. Црнила на Коле Чашуле е драма која што не старе, а Чашуле е писателот кој што го создаде современиот македонски драмски јазик. Оваа премиера ја доживуваме во година во која што се навршуваат 104 години од смртта на Ѓорче Петров, личност која со својот живот ја бранеше идејата за слобода. На ист начин како што Коле Чашуле со своето перо ја бранеше идејата за вистината. Но најважно од се што и овие двајца кои што ги спомнав се прилепчани. И двајцата оставиле трага што ден денес допира до нас. Под режија на режисерот Дејан Бројковски, оваа представа представува еден мост помеѓу класиката и револуцијата, помеѓу Ѓорче, Чашуле, помеѓу зборот и делото. Бројковски успеа да ги отвори нивните сенки, нивните дилеми и нивната храброст и да ни ги донесе во време кое што бара исто толку многу одговори. Како што малку погоре спомнав, денес на вистина отвараме на нова приказна. Денес, во момент кога правиме спој помеѓу сегашноста и минатото, сакам да најавам дека представата ќе се одржи во старо-новиот сценски простор, познатата сцена 105, која што успеавме да ја реадаптираме, да ја збогатиме со осветлување и со други технички потреби за да може да се изведе на представа. Тој простор ќе ни овозможи да имаме поинтимни, поекспериментални и посовремени театарски светови. Сцената 105 ќе биде место каде што традицијата ќе дише нов воздух, а младите автори ќе може да добијат свој дом. Дозволете ми како раководител на театарот да се заблагодарам најпрви на Дејан. Дејан, ти благодарам што на 29-ти прилепската публика ќе добие една многу добра представа. Сакам да се заблагодарам на Валентин Светозарев кој што изработи сценографијата, костимографијата изработи Марија Попучевска, музиката на Горан Трајковски, драматург на представата беше Лидија Митовска-Ѓоргиевска, а дизајн на плакатот е Сергеј Светозарев. Кога дојдов на раководна позиција, заедно со Марија се договоривме колку што ќе ни овозможи буџетот, ние да им овозможиме на сите оние млади актери кои што се невработени да имаат шанса да застанат на сцена. Таа традиција ја продолжуваме. Сакам да го поздравам Бобан Алексовски кој што за прв пат работи во Прилепскиот театар и ми е посебна чест и гордост. Го толкува ликот на Иван. Сара Спирковска имаме веќе видено 7 пати на нашата сцена. Го толкува ликот на Неда. Милка ја толкува Катерина Чакмаковска-Клинческа, Луков е Александар Степанулевски, Христоф Александар Тодески, Фезлиев Димитар Ѓоргиевски, Методи Михајло Миленковски и младичот Илија Волчевски. Сакам да ви се заблагодарам на трпението кој што го имавте. Направивме многу добра представа.
и ја поканувам прилепската публика на 29-ти, оние кои што успеа да си купат билети да дојдат, а имавме преголемо барање, морам да се извинам. Камерно се игра представата и седиштата се лимитирани, па затоа ќе искористам и оваа пресконференција за сите што ја следат, да ги најавам и датумите во декември за да можат да си купат карта. Значи представата ќе се игра на 16-ти во 20 часот, ќе се игра и на и на 24 и 25 декември. Многу се радувам, многу сум среќен што имав можност да работам со прекрасните колеги во Прилепскиот театар. Ова е моја прва представа во Прилепскиот театар и многу се радувам што одбравме една тема која што беше доста провокативна за сите нас, доста возбудлива. Црнила е еден од лајт мотивите, или би рекол еден голем рефрен во македонската драматургија, кој што всушност зборува за лекциите што многу тешко ги учи македонецот низ историјата. Работејќи оваа представа, постојано имав една мисла, една реченица во главата. Македонец уби македонец за Македонија. Всушност, различните идеали, ставови, концепти и разбирања за идентитетот, за татковината, за историјата, но се разбира сега погледнато низ наша визура. Мислам дека Црнила на чашуле е еден од текстовите кои што го имаме како бреме, каде што секоја театарска генерација заедно со публиката всушност се преиспитуваме на истите теми. Што сме направили, што треба да направиме, или што сме научиле за некои работи да не се повторуваат, да не се случуваат. Тоа е, да кажеме, во основни црти она што ни беше важно работејќи оваа представа. Има една реченица на Дејан Дуковски во Буре Барут. Тој вели зошто се што се случува убаво се случува на други луѓе и на други места. Малку се и нашите ликови во Црнила заглавени во калта од собствените пороци и предавства, а од друга страна со константен стремеж и поглед кон небото. И всушност тоа растргнување меѓу желбите и можностите ги прави сите да се растегнуваат како жици на гитара. Многу ми е драго што работам во еден период кој што мислам дека е многу важен за Прилепскиот театар и сите планини кои што треба да се искачат. И мислам дека секогаш треба да се работи и да сме тука кога е тешко и кога е важно. Бертолт Брехт вели дека театарот не е зградата, театарот е луѓето. И сега беше важно понекогаш да ја практикуваме таа работа, всушност да се радуваме на сите овие прекрасни луѓе што всушност со години го прават Прилепскиот театар еден од важните водечките театри во Македонија и се разбира се надеваме дека скоро ќе ги видиме во нивниот вистински дом, но она што е важно и сега си го покажавме сите ние, дека за театарот, како и за многу други професии, многу е лесно да се зборува, многу е потешко тоа да се покажува со дело. И мислам дека, со ова дело се обидовме да си покажеме колку ни е нас прво важен театарот, од друга страна и колку ја почитуваме публиката заради која што постоиме. Да не должам многу, би се заблагодарил на директорката, на уметничкиот директор, на прекрасниот актерски ансамбл. Открив некои така многу интересни глумци кои што едни од ретките, има многу малку глумци кои ќе ги препознавам, многу им се радувам. Тие се како последните Дон Кихотовци кои што веруваат дека со она што го работат е важно и може да се менува светот, да биде подобро место за живење. Многу ми е драго со Степанове што работиме по втор пат. Работевме во Драмски театар, една прекрасна соработка, сега втор пат, така што представата би рекол дека
еден резултат на еден наш експеримент и на една интимна актерска и режисерска исповед на се она што го носи текстот Црнила. Благодарам. Оно што имаме да го кажеме, ќе го кажеме вечер, утре, задутре и во наредниот период. Се надевам дека ќе трае долго. Ние во театар сакаме да кажеме вечно, нели? Со се апсолутно се согласуваме со ова досега што се случува. Најважното што треба да се потенцира уште еднаш е тоа дека театарот е најжив тогаш кога е најмногу пукан, кога е најмногу ранет, кога е најмногу забоден. Во ситуацијава е тоа така. Приликите и неприликите ги знаеме кои се и какви се, меѓутоа фактот е дека тој ќе биде жив е и ќе остане жив. Сите сме ние тука, пред се протна мислата до сега неколку пати од љубовта кон тоа и само тоа ни ја дава чистата сила дека тоа ќе биде убаво и за нас и за публиката. Само ве поканувам да дојдете да ја гледате представата. Сите ние не даваме одговори, само поставуваме прашања за душата, прашања за состојбата наша, апропо од овде од 21 година како Чашуле е роден, така е Ѓорче убиен и така натаму, па сега се случува, сега постои некои 5 години пак на истата тема да се занимаваме со истата тема, исто да не боли и исто да не радува воедно, затоа што тоа е една важна нишка за самиот опстанок. Црнилата дали се црнила или ќе бидат белила, зависи од нас. Толку имам да кажам. Најпрво да се заблагодарам на Народниот театар Војдан Чернодрински, Марко Цепенков и Дејан Пројковски за тоа што ми дадоа шанса да конечно после дипломирање, после 10 години играм во прва представа во Народниот театар Војдан Чернодрински. Беше желба која што некако се закорави низ годините, меѓутоа ете благодарение на овие луѓе тука и на целата поддршка околу ми дадоа шанса да влезам во Прилепскиот театар на некаков начин. Искуството беше возбудувачки и некако не знам како да објаснам проблемите кои што тука се соочуваат и проблеми од кои што јас 10 години го поминувам некако како да влезам во институција некако. Се поклопија и некако мислам дека заедно сите некаква борба водевме во позитивна насока за да на крај го имаме ова задоволство представата која што се случи. И чувството е прекрасно да играш во сопствениот град, да играш во ваква представа која што е направена и посакувам уште многу такви проекти со овој театар. Јас во моментов можам да кажам дека сме само во континуирана комуникација со надлежните и дека постојат позитивни насоки околу процесот, меѓутоа не сакам да давам рокови за додека траат нели разговорите, кога ќе имаме конкретна информација, јавноста ќе биде информирана. Последните неколку години работам представи каде што многу повеќе почнав да се занимавам со човекот, со индивидуата и со дефинирањето на личната среќа и љубов, што значи тоа. И всушност некако многу години наназад целиот Балкан станавме една голема чекална. Некако сите чекаме да станеме дел од асоциации, од некакви унии и така натаму. И имав чувство дека уметноста некако го подзаборави човекот, некако премногу се занимаваме со колективната наместо со индивидуалната среќа. Некако тоа ми е некој режисерски концепт во последните 3-4 години. Всушност Црнила е представа каде што се обидуваме да се занимаваме малку со колективот и во колективното да го побараме индивидуалецот. Малку е би рекол хамлетовска темата, всушност индивидуата наспроти системот кој што е секогаш дел прво од нашите морални, од друга страна и општествени норми. Ми се чини дека сите последни години, 10-15, колку што се поминати, доста работи се случија во нашата земја, а Црнила не беше препоставена и некако ми се чинеше дека
дека е важно да го направиме тоа, дека е важно тоа што го кажа Степануле. Ние всушност работејќи ја представата одлучивме дека треба да зборуваме на едни теми, да поставуваме прашања, но не ја работиме представата како да сме ние попаметни да ги знаеме одговорите. Одговорите ги знае секој сам за себе, но е важно театарот некогаш да биде храбар. Важно е да се зборува за работите кои што некогаш ги знаеме сите, но ги премолчуваме. Така што мислам дека ова што го почнав со тоа зошто Балканот долги години беше една голема чекална, како една голема железничка станица која што секој чека да замине некаде. Всушност во момент и за тоа зборува представата, зошто еден голем број на млади луѓе среќата бараат на други места во други земји, просто не е или што е она што сите се треба да направиме да се трудиме секој ден оваа земја да биде подобро место за живење. Подобро место за живење на нашите деца, на нашите внуци и така натаму. И се обидовме всушност да ја направиме представата без завземање на став. Всушност еве и вчера и овие денови со луѓето што ја гледа представата ми е многу драго бидејќи таа отвора диалог. Некако представата, она што е би рекол основна линија во неја е дека во еден момент треба да се обединиме сите и да имаме некакви заеднички ставови, дека всушност црнилата се секогаш во македонската историја резултат на поделбите. И во целото тоа некако да го пронајдеме индивидуалецот, за да почнеме да зборуваме за личната среќа и за личната и за љубовта како дефиниција, бидејќи кога ќе кажеме татковина, кога ќе кажеме љубов, кога ќе кажеме среќа, се запрашува многу често дали си даваме сметка што значат зборовите што ги изговараме или просто ги изговараме, дали ја пронаоѓаме суштината. Така што од таму некаде ми беше појдовната точка за представата и за личното одбивање и мое како уметник и на колегите, и мислам дека и во животот просто треба да престанеме да го чекаме да дојде Годо, затоа што Годо нема никогаш да се појави и многу е важно да се обидуваме да ги правиме секојдневните работи да бидат сончеви денови, нели? Мислам дека тоа е вака една основна идеја зашто беше изборот на текстот.